Добро вечер, вести на Канал 5. Со транспаренти и слики од своите деца, семејствата на загинатите во дискотеката Пулс на протестен марш во Скопје бара одговори и одговорност за кочанската трагедија. Почна од пред обвинителството, а продолжија кон парламентот, каде што ги пречека и пратеници, за потоа да завршат во кабинетот на министерот Панче Тошковски. Маршот го следеше Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Држејќи ги в раце сликите на своите прерано починати деца во пожарот во кочанската дискотека, семејствата на настраданите повторно побараа одговорност за трагедијата во која животот го загубија 62 лица, овој пат за прв пат во Скопје. Протестниот марш започна пред обвинителството, каде што се сретнаа со јавниот обвинител Љупчо Коцевски, кој, како што информираат од обвинителството, ги уверил дека истрагата е сеопфатна и се земаат предвид сите аспекти на евентуална одговорност за трагедијата. Маршот продолжи низ плоштад Македонија, а главните пораки родителите ги испратија од предсобранието. Никој нема објаснување зошто. Зошто загина за една вечер? Заедно. Сега почиваат. Заедно си дојдоа од Скопје и заедно загинаа. 62 жртви на еднашка и 200 души повредени. Има ли некој да ни објасни нешто? Надвор узурпатори на нашите институции. Откако неколку пати беа повикани на мирниот протест да им се придружат и пратениците, пред собранието излегоа пратеници на Левица и на СДСМ, а им се придружи и партискиот лидер Филипче. Ово излегување, сакам да знаете дека нема за цел да донесе некој политички поен. Нема овде никаква желба за политизација. Ние сме на располагање да се бориме со сите инструменти како опозиција, да знаете. На протестот Канал 5 телевизија беше обвината дека не известува редовно за протестите на семејствата на загинатите, што не е вистина. Информативната редакција, иако нема дописничка екипа, редовно испреќа своја екипа на секој протест во Кочани. Кај бевте тогаш дел од медиумите? Зошто сте селективни и вие? Канал 5 сега се овде, а некој ги немаше. Поводнете ги немаше. Канал 5 беше во Ние сите мислиме дека има. Кочани? Кога? Вториот пат? Сега Коврнеш. Вториот, да. А првиот пат кај бевте? Кај бевте претходно првите маршови кога почнаа? Бе немаше. Од предсобранието, дел од родителите заминаа на средба со министерот Тошковски, кој ги покани во неговиот кабинет. Атмосферата беше тензична уште пред Министерството за внатрешни работи. Се не знаете вие што значи да изгубите дете. Едночко е да го имате и да го изгубите, не знаете што значи. Значи се што си работил за своите 40 години што сум прекрампал буал со овие раци, гледај какви се моите раци. Се за 2 секунди се ви зашо јас си живеам? Да седнеме да разговараме, да трнеме политиката надобро. Да седнеме да разговараме за сите оние работи кои што ве интересираат. Спремен сум да одговорам не денеска, не вчера, цел ден, цела недела, цела година ако треба. Во седиштето на МВР, родителите го прашаа зошто истрагата се води на селективен начин, но изразија и незадоволство дека не се притворени вистинските виновници за смртта на нивните деца. Тошковски пак ги уверуваше дека правда за случајот мора да има. Не можеме да дозволиме овој процес да не го затвориме институционално. И ве разбирам дека имате огромен гнев и немате доверба. Не. И јас немам доверба. И јас сум немал доверба, верувајте ми. И јас сум немал доверба. И јас сум немал доверба. И јас сум гневен, и јас сум бесен. И моја душа плаче. Маршот на семејствата на настраданите во пожарот во Кочани почна во 12 часот и 5 минути, како символика за задоцнетата реакција на институциите. Собранието ја отфрли интерпелацијата за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Против интерпелацијата гласаа 72 пратеници, 20 за, а немаше воздржани. Интерпелацијата што ја поднесе Левица ја поддржаа СДСМ и ДУИ е базирана на 10 основи, од кои 5 се директно поврзани со трагичната несреќа во Кочани. Министерот Тошковски во текот на расправата рече дека не се плаши од одговорност и дека останува на функцијата, за да се соочи со вистината и да ги разјасни сите дилеми. Европските интеграции да се темелат на заслуги и реформи со јасни критериуми. Ова е пораката која премиерот и председател на ВМРО ДПМН ја упати на Конгресот на Европската народна партија во Валенсија во Шпанија, каде што присуствува со партиска делегација. Our people, the proud Macedonian citizens I represent, have felt
firsthand the weight of double standards. Standards that undermine trust, dampen enthusiasm, and risk weakening the very European spirit we champion. My nation has made significant sacrifices and reforms, firmly committed to our European path. Yet, repeatedly, we've witnessed shifting goalposts and additional conditions applied selectively, obscuring the transparency and fairness that Europe promises. This approach does not strengthen Europe. It weakens our collective credibility and diminishes our shared values. It is crucial that EPP leaders, both in EU institutions and member states, become the driving force behind the enlargement of the Western Balkans into the European Union. Your leadership and proactive engagement will significantly enhance the credibility and effectiveness of the enlargement process. Коалицијата Вреди најави мораториум на сите јавни политички активности на партиите што ја сочинуваат и соопшти дека од сега ќе делува како еден политички субјект. Председателството, кое вечерва ја одржа првата средба, е првиот заеднички орган на Вреди. Како што изјави лидерот на движењето Беса Билјалка Сами, на следните средби на Вреди ќе бидат конституирани и другите органи на раководството. Тој напомена и дека парламентарната група на Вреди ќе продолжи со пратениците што ќе ја поддржат. Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.